Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа наша емисија ја посветуваме на ретките болести. Во преслед на обележувањето на светскиот ден посветен на лицата со ретки болести, токму нашата емисија ја посветуваме и ние на нив, а овде со нас е Гордана Лолевска од Сдруженијето Ретко е да се и редот и доктор Маја Божиновска-Смичевска од специјалната болница Свети Еразмо. Добар ден и на двете. Добре ни дојдовте во емисијата Прашалник. Гордана, февруари е месецот на лицата со ретки болести, така е веќе со години и во теке шестата чинам поред кампања која што ја организира вашето здружение, ги запознаваме ретките болести. Како тече кампањата годинава? Како и секоја година, одлично. Од секоја сезона до сезона е се подобра и подобра кампањата. Вклучени многу здравствени работници, она што е важно за самата кампања. Обработени 110 различни ретки диагнози, кои што се застапени во Охридско-Струшкиот регион. Впрочем, како што и знаете, оваа година кампањата ја посветивме на пациентите со ретки болести во Охридско-Струшкиот регион. Ако се сеќавате, всушност и минатата година, кога зборувавме кај вас во емисија, со доктор Маја се зафативме да изработиме и еден, на некој начин, интерен регистар со ретки болести. Всушност правивме истражување од кои се ретки болести заболуваат нашите сограѓани од Охридско-Струшкиот регион. Дојдовме до поразителни бројки. До сега стигнавме до 110 различни ретки диагнози, за кои што текстови пишува професорите од клиника, преведува докторите албанци од клиниките, меѓутоа голема поддршка добив од секако од доктор Маја, која што многу помогна во изработка на тој интерен регистар и во пишување на текстови за ретки болести. Така. Докторка, учествувавте во ова. Загрижува ли овој податок? До сега 110 ретки болести во нашиот регион. Податокот и го очекувавме, знаејќи колку се ретките болести во наводници чести во светот, бидејќи на глобално ниво 400 милиони луѓе боледуваат од ретка болест, околу 400 милиони, што е поголема бројка од бројот на сите малигни болести на глобално ниво. Го очекувавме овој број, добро е што сега го имаме. Она што радува е подигањето на свеста за ретките болести. Тоа е тоа што радува, бидејќи медицинската експертиза е се уште многу на ниско ниво за ретки болести. Со самото тоа што се ретки, тие не дозволуваат дополнително и детално испитување. Исто така тие се многу фенотипски различни болести, така што една болест може да се кај иста болест, во исто семејство може различно да се презентира и тешко се дијагностицира, така што подигањето на свеста и едукацијата навистина не радуваат не само мене, туку мислам дека е целокупната медицинска фела. Така. Горде, овој месец видовме повторно голем број избоени дланки, а се подготви еден навистина убав видео спот. Запис, да. Така. Знаете, секоја година масовноста, како што рековте, од вас медиумски работници, познати јавни личности, медицинска фела, наши сограѓани е се поголема и поголема. Меѓутоа, по месецот на ретки болести веќе некако традиционално, веќе по четврти пат обработуваме некој светски хит, така да годинава се одлучивме на моја идеја тоа да биде We Are The World, меѓутоа овај пат препреано од децата. Од децата за децата со ретки болести. Имавте вчера премиерно да го видите спотот, изгледа прекрасно. Всушност, кога се работи со деца и енергијата која што тие шират и самата продукција на Digital Box и сето тоа си го направија своето за спотот да изгледа така убаво и прекрасно. Само јас би дополнала, многу беше
импресивно тоа што сите децата кои се вклучи, значи видеото и мене кога го гледам ми буди емоција. Емоции, точно. Да, бидејќи многу е важна инклузијата на сите деца со ретки болести, а ретките болести се најчести кај децата. Од сите ретки болести над 70%, така што ова идеја стварно за поддршка и многу е важно и децата да ги знаат ретките болести. Да. Голема поддршка има и ако влезете на страницата на официјалната страна на ги запознаваме ретките болести, ќе видите дека всушност не само Охрид и Струшко, туку цела Македонија од училиштата и од градинките е крената на нозе, така да во овие 10 години на мојот активизам за ретки болести, јас навистина сум горда што успеав да ја разбудам свеста и кај најмалата популација. Одлично. Да. Докторка, а кои се оние најспецифични ретки болести кои што ги имаме во нашиот регион и да речам дали имаме некои што се најзастапени такви ретки болести поврзани можеби со регионот, со климата? Дали имаме некој таков податок? Имаме таков податок и претходно го знаевме, сега веќе го имаме како регистар, како официјален документ. Во нашиот регион ги има подеднакво речиси за подеднакво сите ретки болести, освен една која доминира. Значи имаме ретки болести од сите медицински специјалности, од неврологија околу 30-40% се застапени ретките дијагнози во регистарот, од ортопедија, од пулмологија, бубрежни болести, значи имаме ретки карциноми, особено кај деца нажалост, ретки инфективни болести, значи сите болести се удари кај деца, ретки причини за мозочни удари, ретки метаболни синдроми, генетските се секако најзачестени. Меѓутоа она што кај нас во регионот доминира е една посебна мускулна дистрофија, која во Охрид не е ретка, тука е навистина честа. Ја среќаваме многу често во секојдневната пракса. Оваа мускулна дистрофија е присутна кај повеќе фамилии, бидејќи е фамилиарна болест и причината што е толку зачестена, јас лично сметам дека е, како што кажа, фенотипска различност, значи не секој член исто и на иста возраст ја добива болеста. Обично почнува по поадултно доба, понекогаш дури кај постарите се јавува, така што тоа е причината за одложената дијагноза таму. Така. Би се надоврзала со почитуваната докторка од сите тие 110 дијагнози кога ги разгледував како список, кога правев некоја паралела што е најзастапено, она што мене ми паѓаше во очи е, како што кажа доктор Маја, невролошките и нефролошките ретки заболувања. Ги има навистина, меѓутоа на трето место би ги ставила и офталмолошки ретки заболувања. Имаме најразлични доста, за кој што добив податок од почитуваната доктор Виолета. Таја ми испрати доста ретки офталмолошки заболувања, така да жално е да кажем, меѓутоа Охрид и Струшко сме тло на доста ретки заболувања, од кои што, еве ќе заборавивме да кажеме дека некои се ултра ретки, како што е Перчинг синдромот, тироцинемија тип 1, исто, тироцинемија тип 1 и Перчинг синдром се едни од најретките болести на Балканот и во светот. А ги имаме во нашиот регион, за жал. А колку лица имаме со ретки болести во регионот? Имаме ли таков податок? Поголем е бројот на лица, тоа сега сакав да го споменам, бидејќи ова се само дијагнози 110, тие се фамилиарни, најчесто наследни болести и од истата дијагноза боледуваат постојано повеќе членови од истото семејство. Јас мислам дека бројот на лица би бил за 50% поголем од бројкава на дијагнози. И на самата пресконференција професор Тасич кажа дека да, ние сме успеале со нашиот труд и ентузијазам да стигнеме до 110 ретки дијагнози, меѓутоа како експерт за ретки болести тој кажа дека тоа е таа бројка ако почнеме да копаме во наводници по клиника, понатаму дека ќе стигнеме до многу поголем број. Ако ние досега сме стигнале во оваа година со така интензивно истражување до 110, сигурно ако се потрудиме малце повеќе со доктор Маја, меѓутоа и со другите доктори кои што ни помагаат да не ги заборавиме, сигурно ќе стигнеме 200 и над 200 различни ретки дијагнози. Што стварно е една застрашувачка бројка.
Нажалост, дефицитарен е медицинскиот кадар во нашиот регион, како и секаде во Македонија, и заради тоа можда и голем дел од тие болести не се откриени. Ние знаеме дека според светските, глобалните или европските статистики, некои од ретките болести кај нас се сигурно почести од бројката со која ние располагаме. Меѓутоа, дефицитарна ни е диагностиката, бавно оди, на светско ниво 5 години се потребни за да се диагностицира една ретка болест, кај нас сигурно 15 се потребни. 14 ке мојот син. Да. Тоа е еден многу тежок пат, кој е голем товар за семејството, и психички, и финансиски, и секако. Така. Горде, кои се клучните предизвици? Еве, диагностицирањето може да го извоиме како еден голем предизвик, бидејќи сама кажавте 14 години за да се стигне до диагноза. И мултидисциплинарни тимови, не Кои еден се дека. другите предизвици? Значи секоја година стигаме до зборување на тој клучен момент. Најважна е диагностиката кај ретките болести. Значи најважни се некогаш и педиатрите неонатолози кои што се клучни во првите часови на раѓањето на едно новороденче. Еве тука ќе ја спомнам фенилкетонуријата како ретка болест, бидејќи доколку едно новороденче се навреме после првите часови на раѓање се диагностицира или пак пренатален тест, веќе знаеме дека мајката ќе донесе бебе со фенилкетонурија, и ако навреме се диагностицира, значи мајката не смее да го дои тоа дете, бидејќи мајчиното млеко смета на самото дете во неговиот развој и може да настанат многу тешки последици и компликации во неговиот психомоторен развој. Доколку од самиот старт се почне со примање на специјална формула за фенилкетонурија, бидејќи има таква формула, тоа тие деца немаат никаков проблем понатака во својот развој. Така. Докторка, за колку овие болести, зборуваме за овие 110 нови диагнози ретки кои што ги впишавте и ги откривте во нашиот регион, за колку од нив има терапија, има лек, а за колку нема воопшто лек? За повеќето нема воопшто лек, терапија има можеби за 10-тина од болестиве од кои ги откривме во регионот. Не е секоја терапија исто достапна во Македонија моментално. Какви се нашите капацитети во здравството за пружање на помош воопшто на тие луѓе? Мултидисциплинарни тимови е потребно да се вклучат и во диагностицирање и во третман на овие деца. Супоративната терапија која ја добива, тоа е помошна терапија во смисла на физикална терапија, подобрување на дишењето, лекување на респираторни инфекции кај децата кои не се движат и други проблеми. Капацитетите мислам дека ги исполнуваме за тоа. Меѓутоа во однос на специфичнава терапија треба се уште да се бориме. Така. И дали имаме можност наши деца од Македонија, нашиот регион, да бидат вклучени во тие клинички испитувања, затоа што знаеме за некои болести се бара лек, така? И, например, ако во светот негде има такво, има ли можност наши деца? Да, постои. И дали има пракса, дали се вклучувале? Постои можност за вклучување во клинички студии, меѓутоа тоа оди многу споро и многу тешко. Бидејќи знаете клиничките студии од она ја што сум забележала, клиничките студии годиниве наназад ја избегнуваат Македонија. Така. Може би деца од Србија или од Хрватска ќе влезат во некое клиничко испитување, додека така беше и за Алпорт синдром. Пред некоја година имаше една клиничка студија на која што бев јас прерадоснат бидејќи мислев Видовте дека некаква можност. Да, некаква можност да се вклучи и моето дете во клиничка студија. Меѓутоа ја избегна Македонија и покрај тоа што во Македонија професор Тасич и доктор Никола Ѓургиевски се зафатија да направат еден, пак ќе речам, интерен регистар, меѓутоа само за Алпорт синдром, и стигнаа до бројка на 80 пациенти заболени со Алпорт синдром, што не е мала точно, меѓутоа многу од нив веќе се трансплантирани, некои се на диализа, некои се како мојот син во некоја преддиализна состојба и пред загуба на орган, што е жалосно во секој случај. Она што секогаш се навраќам да го кажам е кога страда еден член од семејството,
страда цело семејство, што е многу жално. Апсолутно. Докторка, зошто ја избегнува Македонија? Бидејќи- Затоа што не сме дел од Европската унија, дали Тоа е има еден од причина? проблеми. Да, тоа е една од причините. Многу Да. студии не соработуваат со земји кои не се дел од Европската унија и во многу проекти не можеме да учествуваме само поради тоа што не сме дел од Европската унија. Друга причина е што големите клинички студии имаат одредени добро специфицирани и објаснати услови кои мора да се исполнети во тек на спроведување на студијата. Се тука имаме два негативни фактори во нашата средина. Првиот е негативното искуство на овие големи клинички компании кои ги спроведуваат клиничките студии со нашата земја, од учесниците, од страна на учесниците и од страна на спроведувачите кои биле во нашата држава одговорни за тие студии. Меѓутоа, од друга страна, сме се потрудиле некогаш и да ги исполниме голем дел од тие услови, меѓутоа не сме во можност. Капацитетите во нашето здравство се толку и ние не сме во можност да обезбедиме сето она што една клиничка студија го бара од нас, како професионалци да го спроведеме кај даден пациент. И во најмал процент некои од пациентите не се во можност да учествуваат заради барањата на самата студија. Чести патувања, скапи исследувања, бидејќи некогаш студиите бараат некои лабораториски или невроимеджинг анализи кои се доста скапи, а ние не можеме да им ги обезбедиме во нашето јавно здравство. Јас лично имав две пациентчина за кои се обидувавме па можда 4-5 години се обидуваме да ги вклучиме во различна клиничка студија. За среќа за нивната болест веќе е одобрен лек. Од ЕМА, се надевам набрзо ќе биде и во Македонија, бидејќи не успеавме заради тие многу строги услови на вклучување во клиничка студија да ги вклучиме во странските клинички студии. Тоа е притрајкова таксија, да спомниме, за секоја пофалба е првенствено FDA, Federal Drugs Agency ја одобри терапијата, а пред една недела, мислам, толку има, И од ЕМА е одобрена и од ЕМА. Да се надеваме само, а имаме и во Охридско-Струшки регион Да, ги имаме во поголем број. Со Да Фридракова се надеваме дека нема да е многу скапо, за да може и да А, стигне до нас, затоа што често се соочуваме. Више околу 300.000 евра, Така, мислам, отприлика, да. доктор Маја, по пациент. Она што 300.000 евра по пациент. Она што се случува Дали додека ќе го стигне кај спремавме, нас? извините, додека го спремавме регистарот, тоа што мене ми падна во очи беше дека голем дел од семејства на пациенти со ретки болести се иселиле од Македонија. Да. Јас ги барав по историја на болест од регистрите што ги имаме во нашата и во другиве болници во регионов, да ги издвојам тие пациенти за да ги сконтактираме и приметив дека голем дел се иселиле и единствена причина што се иселиле е точно третманот и условите кои таму ќе му се нудат на детето или на членот со ретката болест. Може би ќе имаат и подостапен На лек, жалост, а да, може би и подобар живот едноставно Да. за децата. Имаме ли бројка, Гордана, колку ретки болести има во регистарот во државата и колку пациенти имаме во нашата земја? Пред да ја започнам кампањата, јас официјално се обратив во Министерството за здравство, за да добијам точни и официјални информации, за да не си играме нормално со бројки, така да ќе ви ги прочитам тие. Овие се, значи, од добиени информации од Министерство за здравство. Заклучно со 31.12.2023 година, во електронскиот регистар за ретки болести регистрирани се првенствено 832 пациенти, што е за разлика од лани околу 300 месечини, тоа е страшно многу. Со 140 различни диагнози. Со јавна напавка за 2023 година набавени се 48 лекови за ретки болести за околу 290 лица кои што се евидентирани во регистарот за ретки болести. Она што е, ајде да не ги кудиме, само ностоп ги кудиме од Министерството, да ги пофалиме, е дека во 2023 година се воведени 6 нови лекови сираци, така се викаат лекови сираци за ретки болести, и тоа за 16 пациенти, од кои што се пациенти со примарна хипероксалурија тип 1, ахондроплазија, хемолитично-уремичен синдром и оптички невромиелитис, заболување на амионскиот транспорт и ретиова болест. Она што би сакала да го напоменам во ова излагање е примарната хипероксалурија тип 1. Добро. Ова е болест која што е исто така многу ретка, меѓутоа за која што и лекот е премногу скап,
а Македонија ево успеа да го обезбеди. Тоа е 1.000.000 евра по пациент, а се обезбедува за Тоа е 3 за браво. пациенти. Значи, тоа е навистина за затоа браво, и рекол апсолутно. да не ги Така. нон-стоп да не ги критикуваме од Министерство за здравство, ево да ги пофалиме Така. за нешто. Се надевам дека ќе продолжи тој позитивен тек на Така, на обезбедување на лекови. Да. Докторка, каков е патот на еден пациент? Значи, доаѓа, рековме, диагностицирањето е навистина тешко и трае некогаш и со години. Каков е патот? Каква помош му се пружа? Што правите како лекари? Едноставно да помогнете колку што можете. Примерно, кога се среќаваме со пациент чија диагноза не можеме да откриеме, задолжително ни е потребна соработка со многу други лекари од различни специјалности. И тоа е еден клучен момент, бидејќи низ дискусија и обработка на овие случаи, организирање на стручни состаноци за такви пациенти се доаѓа приближно до неколку диагнози кои потоа ќе се издиференцираат преку генетски тестирања, метаболни тестирања. Многу често е потребно овие пациенти да се изложат на тестирање надвор од нашата земја или пак материјалите да бидат испратени надвор во поголеми светски центри. Потребно и ние да се запознаме. Пациентите на свој трошок? На свој трошок, нажалост, го прават тоа пациентите. На свој трошок. Она што во Македонија може да се направи, се дел од генетските анализи во Оману. Има и неколку приватни има и неколку приватни генетски лаборатории. Во земјава? Во земјава. Кои И тоа е трошок, претпоставам. тоа е Тоа е трошок. во приватна. И тоа е Има трошок. семејства кои што немаат ни пари. Да, да. работат. Меѓутоа се од голема помош. Понекогаш тој трошок Да ќе ги скратиш патните трошоци. и патните трошоци, меѓутоа и маките на пациентот и можеби на крајот ќе е ретка болест за која имаме третман. Така што и тука ќе имаме некоја помош. Потребни се често пати и многу метаболни лабораториски анализи кои се испраќаат во странство, често се контактира со професори од клиника, со специјалисти, со генетичари. Трнлив е патот и мачен е патот и мора добро да му се објасни на тоа семејство што го очекува во иднина, со цел да бидат свесни и да се надеват на еден разумен исход на крајот. Многу е важно потоа кога ќе се добие диагнозата, генетското советување. Многу е важно целокупната општествена одговорност е важна. Ние како општество да имаме одговорност према тие луѓе, не само ние лекарите, бидејќи ние можеме и во Охрид и на ниво на Македонија да им пружиме основна грижа, помош за пропратните симптоми на таа болест. Меѓутоа, ние како лекари не можеме да го подобриме значително квалитетот на нивниот живот, ако тука не се вклучи целото општество во смисла на рампи за инвалидизирани пациенти, во смисла свеста да расте, свеста да расте, точно. Точно ево во нашите училишта, јас мислам дека никаде нема пристап за нема, а тие. се воведува инклузивно образование во кое што децата немаат ни пристап. Точно, да се некако наопаку асистенти се за тие почнуваат деца, работите. Да. Има уште навистина многу да се работи. Овде предлагаме една куса пауза за реклами и продолжуваме со емисијата. Продолжуваме со нашата емисија посветена на ретките болести, символично во месецот февруари пред обележувањето на светскиот ден на лицата со ретки болести. Гордана, каков е буџетот за лицата со ретки болести во нашата држава? Имаше и некој проблем со набавката на лековите, доцнење и така натака. Повелите. Годинава буџетот за ретки болести е зголемен. За годинава изнесува уствари 878 милиони денари. И мислам дека ова зголемување се должи, како што спомнав претходно, автоматски на скапите лекови кои што се веќе воведени и бидејќи доколку еднаш се набави еден лек, тој мора, доколку дава позитивни резултати, да се дава и следната година, не смеш да го прекинеш на пациентот. Меѓутоа, она што беше симптоматски доста како и секоја година, а и тенденциозно како секоја година, тоа беше каснењето на тендерот за распишување за набавка на лекови за ретки болести. Тендерот се распиша пред неколку дена.
е отворен, можете да го видите во јавни набавки. Од разговор со други пациентски здруженија, ќе кажам со председателката на Здруженијето Живот со предизвици Весна Алексовска и самата пациента со болест со Гоше, кажа, вика, ова за Гоше, јас ќе имам терапија само за 9 месеци. Од тоа што го видиш, што потоа. Значи, и тие денеска исто имаат пресконференција во Скопје, така да видиме дали ќе на овие прашања кои што ќе бидат поставени до креаторите на политики и донесувањето на одлуки, дали ќе одговорат. Што потоа? Или ќе чекаме, идат избори, ќе чекаме да се смени власт, или да дојде нов министер, а министрите за здравство ни се менуваат на секое, што баш во здравството, а не би требало да е, бидејќи е една огромна кочница за распишување на тендер, за запознавањето на самиот министер со проблематиката на сите пациентски здруженија кои ги имаат околу набавка на лековите. Значи, стварно една катастрофална состојба тука владе и хаотична. Катастрофална, хаотична. Ма тоа е секоја година. Тоа не е само сега или лани или ломнани, секоја година е се повторува истиот проблем. Така. Докторка, доаѓа пациент, веќе знаете за каква болест станува збор, ретка, а знаете дека има во светот терапија, меѓутоа таа терапија ја нема кај нас. Вие како лекар, како го упатувате? Како тој да стигне пациент, се бара до ФЗОМ, до Министерство, како се бара да има можност некој да се лекува воопшто? Фондот за здравство ја има оваа терапија, ја обезбедува терапија која сега во Министерството е, како што спомна Гордана, веќе наведена. Само тие? Да, други не може да набавува? Други лекови не може да набавува. Понекогаш за некои болести ситуации постојат процедури кога пациентите може да се лекуваат во странство. И нажалост ние тука, специјалистите од другиве градови во Македонија, не сме многу во можност да помогнеме. Затоа се формираат, ние ги упатуваме пациентите кои треба да направат некоја операција која не се прави кај нас или зафат или да примат лекови кои ги нема кај нас, ги упатуваме кај соодветни комисии. Прво на на медицинскиот факултет во Скопје и додека таа комисија одлучи, тогаш тој пациент може на товар на фондот да ја прими соодветната терапија или пак соодветниот третман. Во однос на ретките болести немаме пријатни искуства, во однос на некои оперативни зафати имаме позитивни искуства со таа комисија, бидејќи исто така за да ја прими во странство терапијата, тие се многу скапи терапии. Така што тука и цената на терапијата и оптеретувањето ќе биде голема. Кој има пари, ќе може да се дозволи и да се обиде. Значи, да има не Сонја, значи лековите за ретки болести не можеш да ги купиш со сопствен джеп. Со сопствен джеп никако. Не можеш да ги купиш. Не мислев со донации како што собираме. Тешко е тоа, бидејќи се лекови кои се примаат долго време или цел живот. Не можеш да ги прекиниш. Да. И донациите не се доволни. Нема да бидат доволни. Да, нема да бидат доволни. И што? Тие пациенти немаат ни можност да за таков лек и нашето Министерство за здравство прави план, бидејќи цената е голема. Планот се прави во претходната година за следната година. Да. И тој буџет кој се издвојува, кој е дефициентен. Каков шо е? Да. Нажалост е тој единствен буџет. Така што и да се прими лекот во странство, пациентот, фондот наш не може да му го исплати. Нема да се рефундира тој. Да, бидејќи нема да се рефундира тој лек. Не се рефундира. Нема ни средства предвидени за таков третман. Впрочем, нема ни можност. Да напоменам дека пациентите со ретки болести всушност се лекуваат преку програма за ретки болести и постои посебен буџет за ретки болести. И затоа и се носи тој буџет за ретки болести, како што кажавме со доктор Маја. Меѓутоа, да, тие средства се однапред планирани и што ако доктор Маја диагностицира нов пациент во наредниот во нареднава година. Ќе чека следната година да влезе во програма. А во тој период може да има последици. Да се влоши целокупна состојба или не може да има смртен исход. За жал. За жал. Мислам дека и лани истото го зборувавме, дека благодарени на тие некои контакти кои што ги имаме
како пациентски здруженија, со клиники, со фармации. Така. Некогаш можеме да дојдеме до информации дали останала залиха од некој да може да се употребат. За жал починат пациент со ретка болест, за да може ново диагностицираниот да ја прима таа прима. терапија. Да, таков имавме пациент од Охрид пред 2 години со идиопатска пулмонарна фиброза, што тој имаше таа среќа во туѓа несреќа да прима добие лекот, шанса. починат пациент, меѓутоа за жал и тој почина. Да, многу често, например, и на социјалните мрежи ќе се соочиме дека кога беше случајот минатата година со цистичната фиброза, Так. дел добија, дел нема, сега се обезбеди оваа година за уште еден дел. Нешто. Дали тука имаме дискриминација меѓу пациентите? Кој е тој што ќе одлучи кој да прима, а кој да не прима терапија? И навистина се јави еден револт во јавноста. Па најчесто Одредува, да, одлуката кој да прима и кој да не прима ја прават специјални комисии при медицински факултет. Тоа се најчесто комисии од професори. На кој му е најпотребен? Тие поставуваат, индивидуално секој пациент се прегледува од страна на тие комисии, постојат инклузиони и ексклузиони критериуми кои претходно си ги поставиле или ги одредиле комисиите согласно сепак со некои светски водичи за ретки болести. И, нажалост, некои пациенти точно се дискриминирани според тие критериуми. Состојбата, возраста на пациентот, некои придружни заболувања кои ги имал пациентот, можда некоја операција претходно ќе биде контраиндикација. Така што не добива другите болести, сите шанса, целокупната состојба на пациентот влијае сите негови пропратни дијагнози. Меѓутоа ќе се сложите со мене, доктор Маја, не знам, не е баш толку од ваш домен трикафтата. Да, тоа е лекот за цистична фиброза. Меѓутоа, од она што јас го читав е дека тој лек делува само кај одредена генска мутација на цистична фиброза, а не кај сите, затоа да нема забуна. Значи не може секој пациент со цистична фиброза да ја добие и да ја прима, да ја прима да има придобивки, така. Значи само ако ја имаш таа некоја одредена мутација, значи јас не сум јасно, тука да ја така, меѓутоа и тоа влијае веројатно на одлуката. Меѓутоа обавезно е потребно генетско тестирање со точна генетска дијагноза со цел да може да се примаат одредени терапии. Така. Значи доколку пациентот со цистична фиброза ја има мутацијата која што помага трикафтата да му се подобри ситуацијата, да му се подобри всушност кај нив дишењето, тогаш да, тој пациент е кандидат да ја прима трикафтата. И плюс важно е неговата, како што потенцира доктор Маја, неговата доколку е влошена неговата целокупната здравствена состојба. Така да нема забуна. Да, имаме 130 или 150 беа пациенти со цистична фиброза во Македонија, меѓутоа сите ја немаат таа мутација за трикафта да примаат. Јасно, да. Таа меѓутоа вака како еден обичен човек кој ќе видиш дека некој добива, некој не и се чувствуваш повредено. Се видиш како некој ќе одлучи кому да даде, кому не. Точно, и навистина е болно. Меѓутоа Сонја некогаш во медиумите знае да се направи една фама, безпотребна фама. Затоа тука и би ги советувала не само новинарите како новинари, туку и пошто има доста активно здружение за цистична фиброза, некогаш и да излезе и со демант, дека не е така. Значи, не е во ред да се ствара фама кај населението и да се плука. Така. Тоа што е за плукање, јас викам, јас сум прва да плукам. Тоа што не чини да се каже вистината. Да се каже, ама да се каже и тоа е како што треба. Така. Лолевска, вие сте и родител на дете со ретка болест. Со години се соочувате, мислам на своја кожа ги имате осетено буквално сите проблеми, што едно семејство може да ги почувствува кога ќе се соочи со ретка болест. Ево, низ на ваша призма, каков е животот кај нас кога се соочувате со сите тие предизвици кои што ви ги носи? Не би сакале да знаете. Затоа што особено
ово ви го кажам бидејќи знам дека сте мајка. Ние мајките поемотивно секогаш го сваќаме и гледаме на тоа. Особено е тешко кога знаеш дека за твоето дете ни на светско небо нема никаков лек, дека ги знаеш светските статистики кои се, дека секое месечното одење на клиника представува за мене најголемиот шок, додека не стигнат резултатите. Ако ќе стигнат резултатите еден месец подобри, друг месец полоши, тогаш еден месец и јас како мајка сум најсрекна, и ако за неколку единици се Така и на тоа се радувате. Се радувам, да. Меѓутоа, за жал, моменталната состојба не е добра. И дефинитивно ќе треба да се оди на трансплантација на бубрек кај мојоци. Така, веќе за тоа се размислува. Се надеваме дека се ќе биде како треба и ќе се подобрат состојбите, а да веруваме дека ќе се подобрат и за сите пациенти кои што се соочуваат со таа ретка болест и со останатите. Докторка, која е најважната поддршка што лекарите можат да му ја дадат и на семејствата, затоа што не е само лекот, и нив им треба и психичка, психолошка поддршка. Секако, поддршката на пациентот почнува од првиот контакт со самиот пациент. Значи, прво пристапот на лекарот треба да е приспособен, сите лекари да не може со ист пристап да им се пристапи на пациентите со ретки болести, како на секојдневните, да речам, полесни тегоби со кои се среќаваме кај пациентите. Потребен е постојан разговор, постојано едуцирање, медицинско едуцирање на семејството, на пациентот, доколку е адултен, кај децата треба работа со децата специфична, потребна исто психолошка евалуација и на самиот пациент, и на семејството, психолошка помош им е во секој случај потребна. Значи, се смета дека околу во едно од 5 семејства некој од родителите од детето пати од депресија. Голем дел од тие семејства се во незавидна финансиска состојба, бидејќи се изложени на огромни трошоци. Не само заради трошоците, туку тие се главните негователи на своето дете. Некои родители не можат ни да заработуваат. Да, се откажуваат од своите работни места. Ние како лекари исто сме должни да им помогнеме како да се справуваат со секојдневните предизвици на една болест. Различни симптоми бараат различен третман, некогаш не само со лекарства, некогаш се потребни и некои други техники кои тие треба да ги научат како да се справат со некои од тегобите, например болката некогаш, или спазмите, или слабоста, или каде да се обратат да ги упатиме, не да кревниме само раменици, тоа е ретка болест, им нема ништо, бидејќи мултидисциплинарната соработка навистина многу помага, постојат помагала кои може да им се дадат, спомнавме преска за дишење, за движење, постои физикална терапија, постојат методи кои ќе им го олеснат животот и секако, како што спомнавме, да им се обезбеди една психолошка поддршка на тие пациенти. И таа е потребна и важна. Да, тоа го обезбедува бесплатно Друженијето Живот со предизвици од Скопје. Браво. Веќе години. Така да пациентите имаат можност да се обратат во Сдруженијето Живот со предизвици и да побараат, зависно во кој град. Мислам дека во Охрид немаме психолог, терапевт, меѓутоа во другите кои што работи со Сдруженијето. Да, со Сдруженијето и помага во вакви случаи. А меѓутоа во другите градови функционира и имаат. Меѓутоа секако дека за време на короната можеше тоа и онлайн да се работи со терапевтот, така да како здруженија правиме се што можеме да им помогнеме на пациентите со ретки болести. Меѓутоа и она што јас секогаш знам да ги советувам пациентите, а и родителите, да не се стигматизираат, да зборуваат и за својата состојба, меѓутоа и за состојбата на членот на семејството, да прашуваат, а не да се кријат.
бидејќи од тоа не добиваат ништо позитивно. За крај токму тоа беше и моето Да. моето прашање, уствари да го испратите вашиот апел до сите оние кои што се соочуваат. Уствари не, прво би сакала ајде малце позитивно, како ќе биде одбележан 28 февруари? 29 се извинувам, 29, реткиот да, ден го имаме на најреткиот 4 години. Да. Како ќе се одбележи? Најреткиот ден во годината ќе биде повторно одбележан со издавање на нова поштенска марка, значи 6-та поред. Тоа е ке за таа ретка болест прееска што ја спомна фенилкетонурија. Така. И ќе се работи доста на скрининг, на обезбедување на скрининг за фенилкетонурија. Во Штип во деканатот ќе имаме предавања. Јас сум еден од говорниците, еден мал симпозиум ќе има за ретки болести. Така. Доколку не послужи доброто време, ќе се потрудиме бидејќи од временските прогнози за на площад да се направи некој мал така, хепенинг. некој настан, Да. баш убаво. Докторка, за крај, кој е вашиот апел и до семејствата и до пациентите кои што се соочуваат со ретките болести? Мислам дека се повеќе се запознаваме со ретките болести, се повеќе јавноста е свесна за овој проблем. Мојот апел би бил исто како што веќе Гордана спомена, да не се стигматизираат, да не се кријат, јасно да зборуваат за своите проблеми, да побараат помош, бидејќи во голема мера таа помош и ќе ја добијат. Можеби нема лек таа болест, можеби лекот ќе касни во нашата држава, меѓутоа сепак на друг начин може да им се помогне. И ние како општество треба да сме не само како индивидуи, туку како општество треба да сме одговорни кон овие лица, бидејќи тие се дел од нашето секојдневие. Така, да бидеме поемпатични, посочувствителни. Горде, би сакала нешто да дополниш за крај? Да ви се заблагодарам вас како медиум кој што секоја година изминативе 10 години од мојот активизам, секоја година ја давате како телевизија и кај што пораснав вашата поддршка, што навистина многу ми значи, и да се заблагодарам до мојот Охрид, што секогаш ми е во овие изминати 10 години ветер во грб, и она што знам да го кажам, за мене стои една цела армија на помагатели за кампањите да бидат успешни. Така, многу ми е драго, чест ни е дека ви сме и поддршка и ве следиме секогаш. Пред време ќе ви го честитам светскиот ден посветен на лицата за ретки болести. И посакувам за сите да има еден ден лек, посакувам поубав живот за сите. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата Прашалник. Почитувани, тоа беше нашата емисија, се гледаме повторно во следната. Довидување.